Добро вечер, почитувани гледачи. Уште едно, речиси, час и половина дружење во емисијата Под лупа со мојот денешен нов гостин и нова тема. Ке зборуваме за меѓуопштинското јавно предпријатие Проаква, за водата која што значи живот и со новиот ВД директор, господинот Владимир Алексиовски. Добре дојдовте во Лупа и во телевизијата Вама. Добре најдов и благодарам на поканата. Поздрав и до гледачите на вашата телевизија. Господин Алексиовски, речиси 3 месеци сте, значи, прв човек на ово меѓуопштинско јавно предпријатие. И еве, бидејќи овие предпријатија се формирани за да се во функција на граѓаните, а се формирани и од буџетот на граѓаните, значи така функционираат, па добро е да се знае што се случува. Бидејќи меѓуопштинското јавно предпријатие Проаква се занимава со се она што е поврзано со водата, водоснабдувањето, водоснабдителниот систем. Па еве на самиот почеток на оваа емисија, во каква состојба беше предпријатието кога дојдовте, од финансиски аспект, но и од кадровски? Значи, на оваа функција сум од 14 ноември претходната година, 2017, со решение од градоначалникот на општина Охрид, господинот Јован Стојановски, и со решение од градоначалникот на општина Струга, господинот Рамис Мерко. Ситуацијата на состојбата на предпријатието во онеј момент кога стапив на оваа функција беше доста тешка. Бевме од финансиска гледна точка првично со примањата на вработените бевме скоро 4 месеци назад со плата. Обврските према добавувачите доста големи и мислам бевме свесни за таа ситуација, за таа состојба и се нафативме да бидеме јас и мојот тим на оваа позиција и тимот покрај мене со една единствена надеж дека ќе успееме барем малце од малце да ја промениме таа состојба. И успеавте ли до некаде? Па до некаде да, можам да се пофалам дека конечно после долг период вработените наши стигнавме до 2 плати назад и успеавме да го имаме то здравствено осигурување кое што нажалост досега 5,5 години нашите вработени го немаја. Се надеваме дека ќе одиме уште повеќе напред, нормално со доста труд, доста работа, со целосно залагање на сите вработени во МЈП Проаква и пред се со добра соработка со нашите комитенти, потрошувачите, ствари жителите на општина Охрид и Струга. Како успеавте да ги подмирите давачките за останатите, значи и за платите, но и за здравственото и пензиското осигурување, затоа што станува збор за еден подолг период, 5 години не се малку? Првично со доста штедење од наша страна. Тоа е првиот пристап кон решавање на тие плати, на тие заостанати плати. После тоа со за ангажираност на вработените, на сите вработени, посебно на вработените кои што се во оделенијата за наплата. Имаме доста побарувања од наша страна, од комитентите, од нашите потрошувачи и почнавме да вршиме посети кај секој еден кој што имат заостанати сметки. Од страна на оделението за принудна наплата се излезе на терен и доста поактивно се работеше. Од правното оделение, од правната служба исто така да сите тие работи придонесеа да успееме дел од тие плати да ги дадеме, да ги исплатиме, а со тоа и да го достигнеме она што го постигнаме. Така. Имате ли доволно кадар, значи како функционира предпријатието? Затоа што пред 5-6 години се подели МЈП Проаква на 2 дела всушност. Од неј се произлезе и јавното предпријатие Нискоградба, па дел од работените премина таму. Како е сега состојбата? Дали сте добро екипирани или имате недостиг од кадар во некои сектори? Моменталната состојба во МЈП Проаква што се однесува како број на вработени, имаме доволен број на вработени, али што се однесува до стручен кадар,
после поделувањето на нискоградба, уствари основањето на нискоградба, доста од нашиот инженерски кадар остана во нискоградба и можам да кажам дека имаме голема потреба од инженерски кадар, кој што ни е неопходен за процес за изработка на проекти со кои што проекти планираме да го подобриме водоснабдителниот систем во Охрид и во Струга, а нормално и тие проекти ни се потребни за да можеме да аплицираме по фондовите од Европската Унија кои што се наменети за нашата држава, поточно за нашата општина овдека. Сега за сега со онај кадар со кој што располагаме, мислам дека функционираме, али имаме потреба од инженерски кадар. Исто така имаме потреба од водоинсталатери, кои што ни се неопходни за санација на дефектите и поставување на нови водоводни линии, кои што нормално се во план и на општина Охрид, и на нас како јавно предпријатие. Има ли воопшто ваков кадар во градов? Од сознанијата кои што ги имам, хидроинженери нема ни во бирото за вработување, а нас ни се повеќе од неопходни. Така да, како ќе решаваме, ќе видиме. Се надевам дека ќе излезе и таков кадар кој што е секојаш добре дојден кај нас. Сега имате ли некој хидроинженер кај вас или? Моментално еден. Еден. Да. Соработувате ли со нискоградба, затоа што сте тесно поврзани и од кадар и од техничка страна, ако ви е потребно нешто? Имате ли соработка? Мора да имаме соработка и имаме таа соработка и можам да кажам дека доста добра соработка имаме не само со нискоградба, него и со сите други јавни предпријатија кои што се на територијава на општина Охрид. Со нискоградба работиме, значи, и на оние работи кои што биле во минатото, па бараме решенијата кои биле техничка документација која што останала таму или стручно од стручен кадар соработвиме со нивните служби, така да можам да кажам дека соработката е доста добра. Така. Години наназад, ако се навратам децении, всушност беше престиж да се работи во Проаква, тогашен водовод. Пота се измени ситуацијата, затоа што долго време вработените не зема редовно плата, па бевте на работна рентабилно работење, па дури се зборуваше за згаснување на фирмата, па се изнаоѓа некои начини како таа да опстои, па имаше еден период и некакви моабети дека друга фирма шпанска ќе ја купува Проаква. Значи, се што се изнаслушавме. Дали сега можеме да кажеме дека оваа фирма е застаната на здрави нозе и дека веќе го трасиравте патот по кој што ќе се движите и веќе можеме да зборуваме за едно рентабилно, барем позитивно, ако на позитивна нула што велат економистите, работа за во некој догледно време веќе да одите во нагорна линија. Се надевам дека за брзо време ќе биде исто сатисфакција да бидеш вработен во МЈП Проаква, поточно во водовод. Вистина на времето било така и помина доста долг период каде што, како што и рековте, бевме многу назад со плати, заостанувавме, имаше месеци кога воопшто не земавме примања. Јас и мојот тим кој што застана покрај мене, се надеваме дека за брзо ќе го решиме. Нормално, постепено. Сатисфакција ми е тоа што членовите кои што се во тимот одма после мене, претежно се млади лица, амбициозни и ја сфатија работата онака баш како што треба и јако се ангажирани околу местата на кои што се поставени, уствари работата која што си ја вршат. Полека гледаме да фирмата ја застанеме на здрави нозе, дека во моментов е застаната на здрави нозе не, сепак треба време и за некои добри 2-3 години мислам дека пак ќе биде сатисфакција да бидете вработен во МЈП Проаква. Направивте ли некоја поголема реорганизација кога дојдовте или остана работите од прилика како што беа? Не, значи сменавме од раководен кадар така еден поголем процент на раководни лица и поставивме нови.
пак ќе речам, пред се млади и амбициозни. И се надеваме дека, бар за сега како што е почнато со работа, дека ќе одговориме на предизвикот кој што го зазедовме. Ова меѓуопштинско јавно предпријатие, самиот збор меѓуопштинско, значи го покажува тоа дека опфаќа повеќе општини, во конкретниот случај нашата општина Охрид и општина Струга. Колку е тоа олеснително или пак е потешкотија да се менаџира со две општини, не така мали, Струга е една од поголемите општини и многу е специфична затоа што опфаќа голем број на села каде што знам дека проблем барем години наназад ви беше наплатата во истите. Имаше интенција да се поделите, да си биде, значи, проаква Охрид, проаква Струга. До каде е процесот? Имаме најава од владата на Република Македонија дека колекторот кој што исто така спаѓа во склоп на меѓуопштинското јавно предпријатие, дека проблемот со колекторот ќе се решава на тој начин што државата ќе го преземе под државна капа, нормално со сите оние работи кои што треба да се направат за да се рехабилитират тој систем, затоа што во моментов е во доста лоша состојба. Едноставно, колекторот ни е еколошка бомба за двете општини, за Охрид и за Струга. Зимава малце на наша страна, значи немаме снег, немаме дош, уствари немаме количина на вода која што го оптоварува тој систем, кој, како што и реков, е во доста лоша состојба. Менаџирањето со ова предпријатие е доста специфично, како што и вие кажавте, се работи за две општини, заедно со се селата од општините, приградските населби. Најголемиот проблем тука ни представува наплатата, посебно во струшкиот дел, али полека гледаме да тоа го нормализираме и да го донесеме во оние граници со кои што предпријатието ќе почне да работи рентабилно. Наплатата во Охридскиот регион ми рековте дека е околу 85%, што е навистина добар процент, задоволителен. Како го постигнавте ова? Кажавте на почетокот дека направивте некој напор, значи за да се стимулираат граѓаните, се одеше од врата на врата, значи каде што има некои заостанати долгови, па да им се предочи дека тоа треба да се плати што е потрошено. Како продолжувате понатаму? Потрошувачите, уствари граѓаните на двете општини, се секој пат на прво место, затоа што ние постоиме ради нив. И секогаш нашата политика дека треба да излеземе во пресред на сите потрошувачи наши, на граѓаните од овие две општини. Како и досега, така и сега мора да воведуваме новини. Една од новините која што ја кажав, оделението за присилна наплата, вистина да името му е малце незгодно и непријатно. Да не звучи многу убаво, да. Дали сме од типот на голема соработка со потрошувачите, излегуваме во пресред на тој начин што сите кои што имаат заостанати сметки и поголеми долгови се во можност да направат договори за отплаќање на рати. Бројот на рати е во зависност од висината на долгот, значи не сме лимитирани на некои 5 или 10 рати, секој пат излегвиме во пресред на потрошувачите да гледаме да и го наплатуваме нашиот долг, а од друга страна и да може ти потрошувачот да го помени месецот, значи да ги плати ти другите сметки, да ја плати нашата тековна сметка и едноставно да може со тоа да го истерат месецот така, добро. Како го решавате проблемот со викенд становите, кои што ги имаме во голем број во нашиот град и со кои што некако не можевте да најдете формула за да си ги плаќаат своите сметки на време? Значи, тој проблем бил и се уште го имаме. Жалосно, ама вистината е таа. Одиме со акции во кои што на влезните врати од зградите
посебно во тие згради кај што имаме повеќе викенд станови, во периодите пред термините каде што знаеме дека доаѓаат за Нова година, Великден, на лето, поставуваме известување на влезните врати во кои што точно наведуваме во кој ден и во колку сатот екипите наши ќе бидат присутни таму, со една замолница да бидат присутни дома и нормално да му отворат на нашите предсе инкасаторски служби за да се прочитат броилото, а и да се види состојбата на броилото, исправно, неисправно, треба да имат замена и така. Значи, на тој начин покушаваме да го решиме тој проблем. Поради она што сега се деси со регулаторната комисија, ќе мораме да и направивме нови договори за водоснабдување, во кои што договори ги земаме целосно податоците од потрошувачот, значи и телефон за контакт, без разлика дали од овде или е викенд стан. Се надевам дека со нашите служби дека ќе имат разбирање и од страна на потрошувачите, дека ќе ни излезат во пресрет и дека малце подобро во иднина ќе го имаме тој однос меѓу нас и викенд становите. Така. Господин Алексиовски, од неодамна укинавте една ваша пракса која што важеше години наназад, а тоа беше сам плаќа. Значи, граѓаните досега можеа сами да ги контролираат водомерите и да ви се јават, да ви кажат колку кубици потрошиле. За колку тоа беше прецизно и точно, вие знаете, но веќе тоа нема да функционира. Зошто се укинува и што е новината? Како понатаму ќе се утврдува колку кој потрошил? Значи, една од новините во нашето раководство сега, во нашиот тим, е и оваа акција дека се укинува сам плаќа. Што значи тоа? Со реорганизација и со ангажман, кој што и реков на почетокот на сите наши вработени, одлучивме да не постои дом кој што нема да биде посетен од страна на нашите инкасаторски служби. Првично, ради то да граѓаните немаат секој месец обврска да не заборават да се јават во терминот од 20 до 25 да ја пријават состојбата на броилото колку потрошиле вода и ради неможноста на нашите служби кои што не можеат да влезат во домовите, па се пишеа паушални состојби кои што не се еднакви со состојбите кои што се на лице место. Имат доста разлики меѓу состојбата која што е на лице место и состојбата во нашиот систем. И точно ради тоа сакаме да излеземе во пресрет и да поминеме ни секој ден дом и да го видиме секој едно броило, за да се израмнат тие состојби. Има доста состојби кои што се да речам во предплат. Значи, досегашното работење, посебно на оделението за принудна наплата, по доставување на опомени на заостанат долг, доста од корисниците кои што дојдоја, состојбата на броилото која што ја затекнавме на лице место или кој што ја пријавуваат се разликуваше од состојбата кај нас и затоа се одлучивме на оваа мерка и ради корисниците и ради нас. Зошто ради нас? Затоа што ќе видиме точно кое броило е исправно, неисправно, значи треба да се изврши промена, треба да се репарират. Знаете, старите броила имат доста кои што воопшто не работат, па пак ќе речам се пишат паушали кои што не се во ред и не се точни. Значи, во зависност од број на членови во семејството, со одлука на управен одбор поранешно се пишеа одредена кубикажа, која што не мора да значи дека е секогаш и точна. Па затоа се одлучивме на оваа мерка и се надевам дека ќе биде добро примена од страна на нашите потрошувачи, односно од страна на граѓаните на општина Охрид и Струга. Дали граѓаните се должни да го примат инкасаторот во својот дом, да го види, да го прочита броилото, или тоа се остава на нивна добра волја? Што ако некој не сака? Ние секогаш одиме од тоа дека треба да имаме добра соработка со потрошувачите, односно со граѓаните. Одиме на тоа дека
добрата волја нивна е дали ќе отворите или не, без разлика што законот за води кажува дека неотворањето на стручни лица, на службени лица сноси и кривична одговорност. Али ние пред се одиме на тоа да имаме добра соработка со граѓаните и искрено се надевам дека ќе имаме таа добра соработка и дека ќе успеат се во што го прави. Дали тие лица кои што ќе се на терен, ќе бидат легитимирани, ќе можеме да ги препознаеме затоа што знаеме денес малку е времето така понесигурно, па има страв кај граѓаните, не сакаат секого да пуштат дома. Точно така, значи нашите вработени од секогаш биле обележани, ако ништо повеќе со беч од МЈП Проаква. Униформите кои што се имаме своји униформи и претежно беџовите се доста добра ознака дека сепак инкасатор, сепак е наше службено лице. Нормално стравот кај граѓаните од сегашно време, кој што вие кажавте, е голем, али гледаме да бидеме обележени и сме обележени. Во каква состојба се наоѓаат броилата, затоа што имаше во неколку наврати обиди да се заменат, дури граѓаните ако забележат дека броилото не е во ред, дека не покажува точни бројки, точни податоци, може да пријават за да биде заменето. Да. Значи, дали генерално во општинава имаме понови, посовремени броила или уште се од оние позастарените? Голем процент од водомерните броила се во добра состојба, се од добра фирма која што, мислам, мерењето на потрошената вода е точно оноко колку што се потрошила. Значи, истите се баждарени и стоиме позади тоа дека точно ја мерат потрошената количина. Има доста броила кои што не функционираат. И пак ќе се вратам на она. Точно ради тоа ја правиме акцијата да се престани со тоа сам плаќа. Доколку граѓанинот забележи дека броилото не е во ред, каде може да пријави, како? Значи, што може да направи во тој случај? Секој еден граѓанин, уствари наш потрошувач, кој што ќе запримети дека неговото броило не е исправно, може да не контактират во било кое време на нашите телефони кои што се достапни и на нашиот сајт од МЈП Проаква, а и добро познат за секој еден граѓанин, затоа што нашите инкасатори, бар досега, беше праксата на сите оние кои што не ги затекнувавме дома, остававме известување дека нашиот инкасатор поминал и на тоа известување ги имат и нашите броеви од фирмата МЈП Проаква. Тоа се прави на трошок на граѓаните, на трошок на Проаква или на заеднички трошок? Значи, промената на водомерното броило е на трошак на МЈП Проаква. Одредени недостатоци на броилото кои што се направени, да речам, насилно или ради временски услови незаштитени, од примерот на пукање на стакла, исто така вршиме промена на тие делови за кои што имаме ценовник за наплата. Затоа што пред се броилото е собственост на потрошувачот. Така. Па сите тие граѓани кои што се сомневаат во исправноста на своето броило, може да се јават, нема ништо да ги чини. Не, тоа е бесплатно. Значи, промената на броилото, доколку е во исправна состојба, а имаат сомнеж дека не е добро, дека не ја мери добро количината на потрошена вода, застанатите броила кои што не ја регистрираат воопшто потрошената количина, во секое време можат да дојдат и ние службите наши во рок од 1 или 2 дена најкасно ќе извршат промена на истите тие. Дали со некаков закон или одредба е лимитирано едно домакинство колку вода максимум би можело да потроши или? Не, значи по некои наши мерења од минатото и следење со поранешна одлука на управен одбор е донесено дека месечната потрошувачка на вода е 5 кубици по член.
Имаме ли надминување на ова бројка? Имаме доста надминување. И што во такви случаи? Значи, досега имаше одлука со која што количината над 30 метри кубни и се пресметуваше по двојна цена, а сега таа одлука од моментите кога ја воведовме дека се престанува со сам плаќа, ја укинавме таа одлука и потрошената количина на вода ќе се регистрираат и ќе се наплаќат по единична мерна цена. Кога споменавте цената, тоа ќе ми биде појдовната точка во вториот дел на разговорот. Имаме покачување на сметката за вода, не и на цената на потрошен метар кубен, но за тоа малку ќе ја образложите, затоа што се создаде на фама кај граѓаните дека поскапува водата. Дали е навистина тоа така, ќе видиме. Без разлика, и ако не е поскапена, повисока, значи цената на метар кубен, имаме поскапување на самата сметка. На сметката во целост, да. Да. Со решение од регулаторна комисија, со кое што решение не задолжи нас како предпријатие да формираме нова цена со ни беа дадени можност на калкулации околу цената. Првично, првото размислување од регулаторна беше да ја промениме цената на варијабилната цена на водата, уствари да се промени цената на потрошениот кубик на вода, уствари потрошената количина, или да се воведи тој фиксен додаток, кој што така и направивме ние, од 70 денари за физички и 100 денари за правни лица. Сето тоа врз основа на математиките кои што врз основа на нашите документи кои што беа побарени и беа доставени до регулаторна комисија, во основа на тоа колку имаме расходи, колку имаме приходи, беше формирано тоа и беше издадено решението од регулаторна. Ние бевме приморени тоа да го направиме. Пред се гледајќи... Да, ќе направиме се тука пред да навлеземе подлабоко во објаснувањето, ќе направиме една пауза за реклами. Ќе ни кажете од каде дојде, значи токму таа сума 70 денари, зошто дали во сите градови е таа иста, дали само во Охрид таа сума и колку всушност ќе ги чини граѓаните на годишно ниво. Но сега малку ќе ве одмора. Викенд акција во Миса Маркети. Александрос маслиново масло 1 литар 149 денари. Адриана туна парчиња во растително масло 170 грама 49 денари. Ариел детергент за алишта 8 килограми 699 денари. Доместо 750 милилитри 65 денари. Финиш 30 таблети за машинско миење на садови 260 денари. Пазарете со мерак, ваши Миса Маркети. Започнуваат промотивните акции во Кармен Бау центар Охрид. Ламинат, комплет со филци и лајсни со намалена цена од 250 денари. Печки на дрва со намалена цена веќе од 4990 денари. Грени тела со намалена цена од 390 денари. Понудата трае до потрошување на залихите. Кармен Бау центар Охрид. Итно ти требаат пари? Како што ни ми требаа пари, од еднаш распродажби. Овде 50%, таму 70% и парите, знаеш, а уште сум на првиот кат на молот. Избери Кредисимо. Од сега аплицирај до 80.000 денари брзо, лесно и целосно онлайн. Кредисимо. Пари на време. Атва Хоум Центар. На над 10.000 производи за вашето домакинство и градина поблиску до вас. Во строгиот центар на градот, наспроти на платниот центар на Евана, на површина од 600 метри квадратни, можете да најдете се за вашиот дом. Постојани неделни акции со атрактивни цени. Огромен асортиман на производи од домашни и странски производители кои ќе ви помогне во уредувањето на просторот и купување подароци без да го оптовари домашниот буџет. Атва Хоум Центар.
Хотел за парно Максима од Екошпар загрева максимум 250 метри квадратни. За домот штедливи, за природата грижливи. Хотел Престиж Струга. Луксузен интериер во модерен стил. Ресторански сали со капацитет од 600 до 450 гостие. Со атрактивен изглед за организирање фамилиарни свечености, прослави и забави. Цена на менија за свадби од 12 евра со вклучен неограничен пијалог. Комплетно декорирање на сала, сопствен паркинг. Луксус што можете да си го дозволите. Хотел Престиж Струга. Погребално предпријатие Две солзи. Ние сме тука, во тешките моменти во животот, да обезбедиме професионална поддршка. Погребално предпријатие Две солзи. Кам, постојано ниски цени. Лазањи 500 грама 59 денари. Пелени број 4 или 5 359 денари. Додатоци за бања 479 денари. Корпа со капак 135 денари. Кам, купувај мудро. Бутик Хепи, специјализирана продавница за детска облека и модни додатоци за деца на возраст од 0 до 16 години. Одличен квалитет по пристапни цени. За активно и разиграно детство, најголем избор на тренерки, елегантни фустанчиња и оделца за малите дами и джентлмени, тренди фармерки за модерни момчиња и девојчиња. За најмалечките, се што е потребно од бебешка облека до постелнини, квалитетни и нежни, како допирот на мама. Голем избор од најдобрите брендови: Брезе, Next, Пампела, Вејве. Бутик Хепи, за среќни деца, 20 години растеме заедно. Господин Алексиовски, продолжуваме ние со нашиот разговор. За сите гледачи кои што може би малку подоцна се вклучија, зборуваме за меѓуопштинското јавно предпријатие Проаква, за се она што е ваша работа, значи за се она што го наследивте како проблем, за сите оние планови што ги имате и мерки кои што ги преземате за предпријатието да застане на нозе, затоа што имаш еден подолг период кога бевте во една незавидна и финансиска и финансиска ситуација од технички аспект гледано. Сега веќе работите некако се придвижуваат, гледаме некаква надежда побава иднина во ова предпријатие. Преземате разни мерки, но граѓаните некако беа непријатно изненадени од една ваша мерка и едно решение кој што го донесовте непосредно пред новата година. А тоа беше за додавање еден фиксен додаток на сметката за вода во висина од 70 денари. Тоа е барем за нашата општина. Веднаш тогаш произлезе едно мислење во јавноста дека се зголемува
сметката за вода, односно дека ќе плаќаме повисоки сметки за потрошен метар кубен. Но тоа не е така, значи некоја минимална разлика е во цената на метар кубен, но ова е фиксен додаток кој што ќе го плаќаме сите. Да. Ајде малку околу тоа да појасниме, затоа што граѓаните навистина тогаш барем беа доведени во една недоумица. Да, многу се реагираше во периодот кога бевме повторно, да кажам, приморани да го воведеме тој фиксен додаток. Го воведовме пред се ради тоа што според решението на регулаторна комисија со која што се кажа дека мора да дојде до промена на цената на коштање на потрошената вода, одлучивме како предпријатие да товарот не падне само на локалното население. Знаете и сами дека во градов имаме голем број на викенд станови и на потрошувачи кои што доаѓаат само во летниот период или во периодот за празниците во градов и кои што нормално според договорот кој што го имаат потпишано со МВП Проаква, ние сме обврзани да во секој момент му обезбедиме вода за пиење, системот бидејќи исправен и да функционира онака како што треба, и ние локалното население кое што преку цела година ги плаќаме, трошиме вода и ги плаќаме сметките за вода. Се одлучивме теретот, како што кажав, да бидите подеднакво за сите и затоа се воведе тој фиксен додаток од 70 денари и со кој што го задоволивме барањето од регулаторна комисија да постапиме и односно да дојдеме до ситуација каде што по математиките кои што беа направени од нивна страна, ние би работеле рентабилно. Уствари не би имале проблеми со нашето работење како предпријатие. Секогаш некако провејува таа информација дека Охрид има најскапа вода за пиење, значи граѓаните плаќаат најскапа вода. Тука сме некаде на врвот, барем според некои податоци во Македонија, но каква е реалната состојба? Дали навистина пиеме најскапа вода, колкава е цената, колкава беше корекцијата на самата цена за метар кубен и колку граѓаните годишно ќе треба да издвојат од својот буџет со овој фиксен додаток кој што од први веќе стартува? Точно е тоа дека од секој пат се вели дека Охриѓани плаќа најскапа вода. Ама во реалноста и вистината не е така. Као пример ќе ви кажам дека град Скопје, без разлика што гравитацијски добиват вода, цената на 1 метар кубен му е 39 денари. Кај нас цената на метар кубен е 25,2 денари. Уствари до 31.12.2017 беше 25 денари. Значи, ние корекција на вариабилната, уствари на потрошеното количество на вода, имаме само 0,2 денари. Што значи, според воведувањето на фиксниот додаток, негде околу 840-850 денари на годишно ниво ќе е разликата во сметката на вода. Сега нормално, оние 0,2 денари во зависност од потрошената количина на вода, нема да биде некој големо. Но ние плаќаме уште еден додаток на сметката, тоа е за одржување на колекторскиот систем и тоа ја покачува висината на самата сметка. Затоа од тука можеби доаѓа и таа забуна дека плаќаме најскапа вода. Значи, ние сме во подрачје кое што пред се имаме каков таков колекторски систем. Како град заштитен од ЮНЕСКО, значи водите на Охридското езеро треба да бидат од добра класа и не дозволуваме оние канализациони и отпадни води да влезат во него. Сите тие влегуваат во колекторскиот систем и одат во прочистителната станица преку која се изфрлаат во реката Дрим. Значи сето тоа од сето тоа произлегуваат доста трошоци за одржување на истиот тој, посебно трошоците према ЕВН за потрошена количина на електрична енергија и тука немаме некои големи корекции на цената и одиме
Доколку владата си го исполни ветувањето дека ќе го земе колекторскиот систем под незина капа. Логично е дека оваа сметка ќе се намали. Да. Значи ќе се тргне тој трошок кој што го има. Делот што е за колекторскиот систем нормално ќе си го преземи државата. Тогаш сметките наши ќе бидат помали за износот за колекторскиот систем. Така. Во каква кондиција ни е водоводниот систем во Охрид? Знам дека еден дел беше репариран, другиот е уште од оној стариот од 50-тите години на минатиот век. Значи, дали имате некаков план, некаква програма, нешто да се менува, интервенира на него? Водоснабдителниот систем во Охрид е на едно добро ниво, да речем, без разлика што се уште постојат линии кои што се од времето и се азбестно-цементни цевки, кои што ни се во првичен план сега да се изврши промена. Значи, планот на предпријатието, а и планот на општина Охрид е да тие линии бидат променети и се надевам дека за многу брзо истите ќе бидат променети. Пред се ради тоа што и со ХАСАП системот не се дозволени и сме приморани да ги смениме. Другите делови од градот имат линии кои што вистина се постари, али се уште во добра кондиција. Имат доста делови од градот кои што се променети линиите, имат делови каде што се поставени нови водоводни линии и нормално и ние понатаму ќе поставуваме нови водоводни линии кои што пред се ќе го задоволат водоснабдувањето на Охрид и Струга. А какво е водоснабдувањето? Имаме ли доволно вода, количество на вода, затоа што зимава некако беше сушна, немавме снег, да. И дали ќе имаме доволно вода? Значи, ние со благодетот кој што го имаме со езерото, покрај нас ќе имаме вода сигурно, само што ќе имаме ние како МЈП проблем, бидејќи сета таа вода ја препумпуваме, ја обработуваме и ја доставуваме до потрошувачите. Да бидам искрен, претходната година беше доста сушна и нашите издатоци околу обработката и пренасочувањето на водата према корисниците доста не кошташе скапо, а кој што гледам годинава, зимата е доста сушна, така да ме плашит оваа година дека ќе биде уште поскапо одржувањето. Тука имаме изработено уште во поранешните години еден проект за зафаќање на свинишките извори и нивно доведување до нашиот централен резервар, кој што се надевам дека ќе биде за брзо реализиран, затоа што и од страна на локалната самоуправа имат доста позитивно размислување околу тој проект и околу решавање на водоснабдителниот систем во Охрид. Зошто? Затоа што тој водоводен систем, уствари тој цевковод, би ги снабдил попатно сите оние приградски и селски општини кои што гравитираат како пример Косел, Вапила, Ливоишта, Лесковец, каде што доста имаме проблеми околу водоснабдувањето и би добиле една добра количина на вода во нашиот централен резервар и сето тоа по гравитацијски пат, без потребно големо количество на електрична енергија. А каков е квалитетот на водата за пиење? Знам дека Охрид релативно добра вода имаме. Единствено што варира квалитетот на билјанините извори, но проблем имаат Стружани со квалитетот на вода, односно со заматеноста, посебно кога имаме некои по-обилни врнежи од дожд. Значи, каков е квалитетот Охрид споредбено со Струга и што ќе се прави за решавање на тој проблем? Квалитетот на водата во општина Охрид е добар и тој квалитет постојано се испитува. Значи, од страна на нашите служби секојдневно се вршат анализи, односно контроли на резидуалниот хлор во водата, а од страна на Центарот за јавно здравје 2 пати во неделата се вршат редовни контроли на одредени пунктови кои што се загарантирани по закон значи по бројка според законот се доволни за испитување на квалитетот на водата и за сега водата во општина Охрид е добра. Добра со исклучок на после поројни дождови билјанините извори знаат да јават проблем, но тој проблем брзо се решава и
ние сме приморани да ги ставаме тие табли дека водата е забранета за пиење, али последователни две анализи од Центарот за јавно здравје кои што покажуваат дека водата е исправна, ние таблата тргаме и водата вистински исправна за пиење. Општина Струга во есенскиот дел сега имаше проблем околу заматеноста на водата и сето тоа беше од поголемата количина на дождовни површински води кои што нажалост навлегуваа во една од каптажите на водоснабдителниот систем. Тој проблем сега за сега така времено да речам го решивме, а каптажата ќе биде решена во пролетните месеци, значи кога времето ќе биде малце подобро и температурите ќе дозволат, значи прва од задачите ќе ни биде да се реши таа каптажа и Стружани да го нема тој проблем уште еднаш. Кои се ваши планови еве за оваа тековна година? Веќе втор месец од денес е 1 февруари. Како ќе го менаџирате, значи се она што е работење на Маја Папраква, кои се ваши проекти? Споменавте во разговоров дека ќе се потрудите да излечите пари од европските фондови. Дали досега е тоа направено по некои наврати? Колку пари досега сте успеали да излечите? И велат пари има, но треба да се знае како да се земат. Точно така. Нажалост досега многу малци ги имаме искористено средствата од европските фондови и она што и на почетокот го кажав, ќе се потрудиме да обезбедиме инженерски кадар кој што како припомош ќе биде на сегашниот инженерски кадар кој што веќе и почна да работи на идејни проекти, од кои што идејни проекти понатаму ќе излезат целосни проекти со кои што ние ќе аплицираме пред фондовите достапни од Европската унија. Има доста фондови кои што се однесуваат за животната средина и за водата. Ние првично сега почнавме да работиме на точно на таа тема и ќе гледаме да успееме околу тоа, затоа што во план за работењето на Маја Папраква во наредниот период е првично да се воведи SCADA системот. Тоа значи да се врши автоматска регулација на проток и притисок преку целиот водоснабдителен систем, за кој што исто така почнавме да изработуваме идејни проекти со кои што ќе аплицираме и ќе побараме средства. Зошто? Затоа што доста од загубите на водата точно така и ќе ги решиме. Значи, ќе знаеме точно каде и во кое време имаме губитоци на вода, намалување на притисокот, регулација на истиот притисок кој што за сега и дење и ноќе е исти. Значи во вечерните часови каде што имаме помала потрошувачка, тој исти притисок е многу поголем навечер затоа што нема потрошувачка. Се надеваме дека доста од линиите кои што ги спомнав пред малце дека ќе успееме да ги промениме и да поставиме нови цевководи, нови водоводни линии за оваа година. Ето, потака ќе видиме со тек на време. Значи, сакаме да е најме онаа вода која што сме сигурни дека ние немате. Ја губите да се види каде се тие. Да. Каде се тие точки. Колку време сте дел од Праква? Веќе 10,5 години. И што се видовте и доживеавте во ова предпријатие? Па да ви кажам, почнав првин технолог сум по струка, по образование, дипломиран инженер. Почнав од техничка припрема каде што активно учествував и во проектов кој што пред малце го спомнав за прибирање на водата од свинишки извори. После тоа бев како одговорен на оделението за квалитетна вода. Па еден период бев како одговорен на оделението за присилна наплата и сега сум овде кај што сум. Што ве задржува еве во ова предпријатие? Што ви е предизвик? Ентузијазмот. Значи, желбата да може да се помогне пред се на градов и на предпријатието. Благодарам за разговоров. Се надевам дека тој ентузијазам и понатаму нема да ве напушти. Сега и како прв човек треба и уште повеќе да се зголеми, да го пренесувате на вашиот тим и на вашите колеги.
Благодарам за транспарентноста. Еве после 4 години за прв пат гостин прв човек, значи од јавното предпријатие Проаква, да проговориме за се она што се случува таму, затоа што, како што реков, еве и така ќе ја завршам емисијата, овие јавни предпријатија се од граѓаните и за граѓаните. Ви благодарам повторно на вашата покана. Секогаш сме били, ќе бидеме транспарентни. И секој пат сте добре дојдени за проблемите и нормално и за успесите на МАЈАП Проаква, кои што се надевам дека во наредниот период ќе бидат се побројни. Благодарам што еднаш. Благодарам.